Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, полека но сигурно доаѓаме до крајот на нашето проучување на книгата Дела. Денес ќе продолжиме таму каде што застанавме во претходната епизода, односно кај глава 27. Во неа ни е опишана пловидбата на бродот кој требаше да го однесе Павле, а и други затвореници во Рим. Станува збор за еден од најдеталните извештаи за пловидба од тоа време. Според тоа што го прочитавме досега, дознаваме дека одговорен за Павле на таа пловидба беше римски стотник по име Јулиј, човек чија главна одговорност беше безбедно да ги пренесе Павле и останатите затвореници во Рим. Но Лука ни известува дека Јулиј беше човек кој на Павле му даваше одредени привилегии, како на пример можност да се види со своите пријатели во градот Сидон. Таа можност апостолот да се види со браќа и сестри во верата беше многу важна за него. На некој начин Господ му ја отвори таа врата на Павле со цел да го охрабри. Како и сите други христијани, така и Павле имаше потреба да се види со своите браќа и сестри и да биде охрабрен од нив. За жал, се чини дека живееме во време во кое христијаните не го сваќаат заедништвото доволно сериозно. Библијата вели дека христијаните си се потребни едни на други. Таа потреба за заедништво првично се исполнува преку присуството на неделните богослужби. Тоа е време кога можеме да се видиме, да разговараме едни со други, да ги градиме меѓусебните односи. Но, тоа не е се. Заедништвото се гради и преку посети и дружење во текот на неделата. Во денешно време црковните свештеници се поретко ги посетуваат верниците. А сепак, таа одговорност не треба да биде само на свештениците. Туку секој верник треба да има желба и слобода да ги посетува другите, за да ги охрабри, да се моли за нив и слично. Говорејќи за себе, јас искрено ќе ви кажам дека откако се пензионирав од службата, Бог ми дава прилика да се гледам со добар број на христијани кои ги знам долго време. Тоа е една од најубавите работи кои ми се имаат случајно откако одлучив официјално да се повлечам од црковната служба. Кога одам да ги посетам тие христијани, јас секогаш одам со намера да им служам, а сепак, кога ќе ги видам и ќе разговарам со нив, тие ми служат мене преку нивните зборови, сведоштва, понизност и слично. Затоа велам дека таквата служба на посетување е очајно потребна во денешните цркви. Добра е како за оние кои ги посетуваат верниците, така и за верниците кои се посетени. Јас сум сигурен дека апостолот Павле беше охрабрен и освежен кога верниците од градот Сидон дојдоа да го видат. Лука не ни кажува за што зборувале при таа средба, но која и да била нивната тема, сепак, апостолот имал прилика да знае дека постојат луѓе кои го сакаат и се грижат за него. Некое време откако патниците се качија на бродот, тие наидоа на сериозна бура, која во голема мера ги промени плановите за пловидбата. Како што ви кажав во една од претходните епизоди, тие прво тргнаа кон север, кон градот Сидон, а потоа пловеа кон запад, се со цел да стигнат до Рим. Но, поради бурата, нештата не се одвиваа онака како што се очекуваше. Во претходната епизода видовме и како апостолот Павле ги предупреди стотникот и собственикот на бродот дека ако продолжат да пловат, може да претрпат големи загуби. Сепак, стотникот одлучи повеќе да му верува на капетанот на бродот отколку на Павле. Стих 14. Но, наскоро против нив се дигна бурниот ветер наречен Евракилон. Што е Евракилон? Лука користи доста технички збор кој се користел само помеѓу морнарите во тоа време, но во суштина станува збор за силен ветар кој доаѓа од североисток.
Во текстот Лука ни открива дека овој брод заплови во зима, а бурите на Средоземното море биле својствени за тој период од годината. Бродот на кој се наоѓаше Павле се најде насред сериозна бура. При сето тоа, сакам да имате на ум нешто многу важно. Иако се чини дека Павле се наоѓа на брод кој е фатен од толку силна бура што може да потоне, сепак апостолот мораше да стигне во Рим. Како го знам тоа? Кога Павле беше во Ефес, тој доби голема желба да го посети Рим. Во Дела, глава 19, стих 21, читаме: А кога се сврши тоа, Павле науми, откако ќе ја мине Македонија и Ахаја, да оди во Ерусалим, па рече: штом ќе бидам таму, ќе треба да го видам Рим. Но се чини дека таа негова желба беше во согласност со Божјата волја и план за неговиот живот. И затоа апостолот можеше да биде сигурен дека на еден или друг начин ќе стигне жив во Рим. Во Дела, глава 23, стих 11, читаме дека една ноќ Господ му се објави во сон и му кажа да не се плаши, бидејќи како што сведочел за Евангелието во Ерусалим, така ќе сведочи за него и во Рим. Штом Господ му вети на Павле дека ќе биде негов сведок во Рим, апостолот можеше да биде сигурен дека мора да стигне во тој град. Знаете, кога Господ ни дава одредено ветување, ниту една околност или ситуација, ниту една бура нема да може да го порекне тоа што тој го кажал. Да продолжиме со читање на текстот, стихови 15 до 17. И штом го зграби коработ, бидејќи не можеше да му се противстави на ветрот, ние им се препуштивме на брановите да не носат. Минувајќи покрај едно островче, кое се вика Кавда, одвај можевме да го задржиме коработ. Кога го извлекоа, употребија секакви средства и го врзаа коработ од оздола. Бидејќи се плашеа да не се насукаат на сиртите, ги спуштија едрата и така бевме носени од струјата. Со други зборови се чинеше дека бродот може да се удри во карпите од островот. Сигурен сум дека дел од патниците беа загрижени дека можеби ќе ги загубат своите животи. Патем, островот Кавда е многу мал остров јужно од Крит. Што се случи потоа? Стихови 18 до 20. На другиот ден, бидејќи бевме силно фрлани од бурата, почнаа да го изфрлуваа товарот, а на третиот ден, сами со рацете своји ја изфрлаа опремата на коработ. Но, бидејќи во текот на многу дни не се појави ни сонце, ни звезда, а беснееше и прилично голема бура, понатаму исчезнуваше секаква надеж дека ќе се спасиме. Замислете, оваа бура траеше 14 дена. Сигурно не било лесно 14 дена да бидат носени од ветровите, не знаејќи каде ќе завршат. И самиот Лука ни дава до знаење дека ова беше на вистина голема бура. Тој вели дека патниците, предпоставувам според советот на капетанот, почнаа да го фрлаат товарот во водата. Со други зборови, тоа значи дека на луѓето веќе не им беше важно да ги запазат своите собственности, туку само да ги запазат своите животи. Но, и покрај тоа, во стих 20 читаме дека речиси сите кои беа присутни на бродот изгубија каква било надеж дека ќе останат живи. Ова беше одлична прилика за апостолот Павле да истапи, да ги охрабри луѓето, бидејќи тоа им беше очајно потребно. Стихови 21 до 26. И бидејќи веќе долго време не беа јадени, Павле застана сред нив и рече: Луѓе браќа, требаше да ме послушате и да не тргаме од Крит, и ќе ги избегневме овие маки и штети. А сега ви советувам да бидете бодри, зашто ниедна душа од вас нема да загине освен коработ. Бидејќи ноќеска ми се јави ангелот од Бога, чиј сум и кому му служам, и рече: не плаши се, Павле, ти треба да излезеш пред царот, и ете, Господ ти ги дарува сите што пловат со тебе.
Затоа, браќа, не плашете се, зашто му верувам на Бога, дека ќе се случи така како што ми беше речено. Но, треба да бидеме изфрлени на еден остров. Бог повторно му се објави на апостолот Павле и му кажа да не се плаши, бидејќи ќе стигне во Рим. Но, во тоа откровение, Бог му кажа уште нешто кое беше многу важно за сите други во бродот. Нивните животи ќе бидат поштедени поради неговиот. Но, апостолот јасно им нагласи дека иако нивните животи ќе бидат поштедени, сепак коработ нема да биде поштеден и сите ќе бидат изфрлени на остров. Стих 27. Беше веќе 14-та ноќ, откако бевме носени наваму натаму по Јадранското море, кога кон полноќ морнарите насетија дека се приближуваат до некакво копно. Конечно, после 14 дена бура, морнарите видоа некакво копно и предпоставувам дека нивната надеж дека ќе преживеат стана уште посилна. Апостолот Павле секако им кажа дека ќе преживеат, бидејќи Бог му го откри тоа, но не знаеме дали и колку му поверуваа на неговите зборови. Самото тоа што морнарите веќе видоа копно беше еден вид на потврда дека тоа што Павле го зборува е вистина. Стих 28. И кога ја измерија длабочината, открија дека изнесува 20 фати, па отидоа малку понатаму, измерија пак и најдоа 15 фати. Ова значи дека бродот доаѓаше се поблиску до копното. Стих 29. И бидејќи се плашеа да не удрат на карпести места, од страната на кормилото спуштија 4 котви, па чекаа да осамне. Низ годините имам слушано проповеди во кои говорниците се обидоа да пронајдат некакво духовно значење поврзано со овие 4 котви. Некои велеа дека тие се слика за 4 евангелија, но мислам дека нема потреба да бараме алегории во овој стих. Целта на Лука е да ни даде до знаење дека капетанот на бродот ги спушти сите котви малку подалеку од брегот, бидејќи брегот беше полн со карпи и не сакаше да удри во него. Стих 30. А кога морнарите намислија да побегнат од коработ, испуштија чун во морето, како да ќе спуштаат котви од предната страна. Со други зборови, морнарите, оние кои беа одговорни за бродот, како и за патниците, сакаа што побрзо да го напуштат бродот. Не само тоа, туку имаа наум да го напуштат бродот криејќи се. Тие се преправаа дека ги спуштаат котвите, а всушност го спуштија чунот со кој сакаа да побегнат. Но апостолот Павле ќе им го расипе планот. Како? Стих 31. Павле му рече на стотникот и на војниците: ако овие не останат на коработ, вие не можете да се спасите. Ова значи дека токму бродот беше единственото безбедно место. Зошто? Бидејќи Бог вети дека животите на сите кои ќе бидат во бродот со Павле ќе бидат поштедени. Со самото тоа што морнарите сакаат да го напуштат бродот, тие покажаа дека не веруваа на Божите зборови кои му беа дадени на Павле. На некој начин морнарите сакаа самите да си ги спасат животите, не земајќи го во предвид Божјото откровение. Павле му рече на стотникот дека или сите ќе се спасат заедно, онака како што Бог кажал, или никој нема да преживее. Знаете, овој принцип може да се примени и на спасението за вечноста. Ние луѓето имаме избор. Ќе се обидеме да се спасиме себе си преку своите добри дела и достигнувања, или ќе му дозволиме на Бог да не спаси на начинот на кој тој го одредил. Кога луѓето се обидуваат да се спасат преку своите добри дела, тие наликуваат на овие морнари кои со своја мудрост и тактизирање сакаат да си ги запазат животите. Но Божјото откровение е многу јасно.
Или ќе се спасиме на начинот на кој тој го предодредил преку вера во Господ Исус, или воопшто нема да се спасиме. Што се случи кога римскиот стотник дозна дека ако морнарите не останат во бродот, сите ќе загинат? Во стих 32 Лука вели дека стотникот ги пресече јажињата од чунот и планот на морнарите пропадна. Стих 33. И пред да осамне, Павле ги покани сите да каснат, велејки: денес е 14-ти ден, откако во исчекување стоите гладни, не вкусувајки ништо. Луѓето постеа 14 дена. После тој двонеделен пост, сите беа истоштени, затоа Павле застана пред нив и им рече: земете да јадете нешто. Јас овој момент и ваквиот пристап го нарекувам службата на здравиот разум. Дел од овие луѓе беа многубожци и претпоставувам дека постеа со цел да си ги запазат животите. Тие беа уплашени до смрт и одлучија да преземат какви било мерки за да ја придобијат благонаклоноста на нивните така наречени богови. Но Павле веќе им кажа дека нивните животи ќе бидат запазени и затоа немаше потреба да постат за да преживеат. Со други зборови, апостолот всушност сакаше да го насочи нивното внимание кон Господовите зборови и ветување. Стихови 34 и 35. Затоа ве молам, каснете, тоа ќе ви го спаси животот. Впрочем, на ниеден од вас нема да му падне ни влакно од главата. Штом го рече тоа, зеде леп, му благодари на Бога пред сите, прекрши и почна да јаде. Бог им помогна да излезат од бурата и тоа беше еден вид на сведоштво за сите во бродот, како за капетанот, така за стотникот, а и за патниците. Тоа значи дека пловидбата на Павле кон Рим помина доста добро. Некој можеби ќе си рече: не ми се чини дека ова беше добра пловидба. Јас би рекол, зависи од која перспектива ќе ја погледнете. Самото тоа што бродот се соочи со бура не значи дека пловидбата беше лоша. Некогаш Бог праќа бури во нашите животи со цел да ни се објави на посебен начин. Сетете се како во Евангелијата во една ситуација Господ Исус им рече на учениците да преминат од другата страна на Галилејското море. Тие го послушаа и тргнаа и по некое време се соочија со сериозна бура. Господ Исус знаеше дека ќе има бура на морето, а сепак ги прати таму. Јас би рекол дека со намера им кажа да одат од другата страна на морето, за да се соочат со бурата и за да може да им се открие како оној кој има власт над природата. Мора да знаеме дека има бури во животот кои се резултат на нашите постапки и одлуки, но има и бури во животот кои ни се пратени од Бог со одредена цел. Верувам дека бурата во која се најде бродот на кој беше Павле беше прилика за апостолот пред патниците, стотникот и капетанот да сведочи за Господ. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.